Започна со работа новоформираниот ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов во Кочани. Почнаа да се одржуваат пробите, а на првата имаше голем одзив на запишани членови од сите возрасти, од 6 до 66 години, вкупно 120 на број. Со ансамблот работат уметничкиот раководител Ристе Ѓоргиев, кој професионално се занимава со традиционална музика и игра како уметник во ансамблот Македонија, и Ана Николова, раководител на групите, како и Васил Ангелов, стручен соработник. Во рамките на општина Кочани се формираше ново здружение, односно ансамбл за традиционална музика и игра, под кој го носи насливот на доајенот на македонскиот фолклор, кој воедно е и жител на Кочани, покојниот Митко Алексов. Ние сме задоволни од одзивот на луѓе и жители на општина Кочани што се заинтересирани за традиционалната култура на нашиот народ. И исто така сакаме да изразиме огромна благодарност до градоначалникот на општина Кочани, до Советот на општина Кочани, до општина Кочани, што даваат севкупна поддршка за сите манифестации поврзани со културата, но и со фолклорот посебно. Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да членуваат во фолклорниот ансамбл Митко Алексов можат да не најдат на Facebook под наслов АТМИ Митко Алексов _, Кочани. Истите таму го има и телефонскиот број на кој може да се јават, да стапиме во контакт и да ги посочиме следните чекори за пристапување во фолклорниот ансамбл. Фолклорниот ансамбл врши упис на членови од 6 до 66 годишна возраст и истиот работи во просториите на Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани. Во оваа прилика сакам исто така да изразам и огромна благодарност до директорот на Љупчо Сантов, до училишниот одбор на Љупчо Сантов и до сите професори и ученици во истоименото училиште, затоа што ни овозможија и не поддржаа на еден начин да бидеме присутни таму и таму да ги држиме пробите. На првата проба, освен членовите, дојдоа и ветераните, односно поранешните играорци од тогашниот пионерски дом Асном, кои е дел од нив биле и наставници во фолклорот. Тие приредија вистинско изненадување со одигрување на орото, песни и игри од Источна Македонија. Ги изненадија сите со своето присуство, а најмногу стручниот соработник, наставникот Васил Ангелов, кој исто така беше присутен на пробата. И ветераните се заинтересирани да продолжат со пробите и членството во новиот ансамбл. Ансамблот доби честитки од други ансамбли кои даваат огромна поддршка за негово формирање, како и пофалби за името Митко Алексов, почитувајќи го како човек посебно од страна на професионалниот ансамбл Танец. Ансамблот Митко Алексов е отворен за соработка со други ансамбли од земјава и странство, а во иднина ќе се реализираат и многу турнеи. Освен изучување на традиционалните ора во ансамблот, ќе има и секции за изучување на традиционални инструменти и традиционално пеење, а со нив ќе раководат лица професионалци во тие области.